Цивил медија. Како помина според вас 2018 година од аспект на борбата против корупцијата? Годината ја започнавме со откриените нерегуларности во работата на Државната комисија за спречување корупција, речиси една година измина од тоа, односно февруари 2018. И се случи она што најмалку очекуваме, односно луѓето кои што треба да превенираат корупцијата, да откриваат неправилности во другите институции и општо да се справуваат со корупцијата во државата. Направија дела кои што се од рангот на корупција, односно измама, неправилности и така натаму во нивното работење, што резултираше со оставка на 5 мина од вкупно 7 членови во Државната комисија. Меѓутоа двајца остана, комисијата остана нефункционална и тоа се провлече низ текот на целата 2018 година. Сметам дека не смеевме да се го дозволиме тоа што се случи, односно мислам дека требаше многу порано да избереме нова комисија, sejedno веројатно не по стариот закон, меѓутоа поефикасно ќе беше ако се направија измени на законот за спречување на корупција, ако се променеа критериумите и постапката за избор на кандидати, а потоа да се преминеше на подготовка на сосема нов закон за спречување корупција. Меѓутоа тоа е што е, се чекаше да има смена во врвот на Министерството за правда, па со доаѓањето на министерката Десковска отпочна целиот процес за подготовка на нов закон за спречување на корупција. Всушност настана спој на двата закони за спречување корупција и за судир на интереси, во кој сепак клучен фокус беше начинот на избора на нови членови на Државната комисија за спречување корупција, иако не е за занемарување да се спомне дека се зголемени и надлежностите на Државната комисија за спречување корупција со новиот законот, особено од аспект на следење на работата на политичките партии, финансирањето на политичките партии, директниот увид во сметките на политичките партии, потоа пристапот до над повеќе од 60 регистри со кои што ќе се олесни работата на комисионерите. Новиот закон, измените кои што ги донесе, се надежни и во смисла на тоа каква ќе е постапката за избор, колку ќе е транспарентна, колку поголем товар ќе има во самиот избор на комисионерите, а со тоа нели очекувано е да се изберат оние кои што навистина ќе придонесат понатаму во работата за спречување на корупција во државата. Постапката е во тек во моментов кога зборуваме во јануари, крај на јануари, со тоа што од интересно е што добивме над 80 на кандидати за 7 позиции за членови на Државната комисија. Се надевам дека политичкото влијание, односно партиското, ќе биде што е можно најмногу намалено, тоа го овозможува и самата постапка. На брзина што го видов списокот, има лица кои што според моje мислење, она што го познаваме и како се справуваат до сега со корупцијата во институциите во кои што работеле и од каде што доаѓаат, мислам дека може да очекуваме надежни 5 години на луѓе комисионери кои што навистина ќе продолжат работата каде што Државната комисија некое време навистина беше функционална и имаше резултати од работата. Државната комисија за спречување корупција веројатно не е единствената институција, неверојатно туку сигурно не е единствената институција одговорна за спречување на корупцијата, меѓутоа една многу клучна алка во синџирот на справување со корупцијата. И затоа ја истакнуваме и како граѓански организации постојано важноста дека не смее државата во вакви клучни моменти да остане без клучното антикорупцијско тело. Значи, тие се две од аспект на институционална и на политичка рамка за спречување со корупција. Значи, имаме нов закон, очекувано е да имаме во 2019 година нова антикорупцијска комисија. Јас не би ги спомнувала другите помали или поголеми афери, скандали кои што се појавија во ова изминатата 2018 година, како на пример случувањата во Фондот за иновации, и верувам дека токму и Државна комисија за спречување корупција ќе поведе малку повеќе сметка и ќе ги превенира пред се ваквите ситуации, а не потоа да се доведуваме во ситуација каде што треба да се санкционира корупцијата. Македонија е една од најкорумпираните земји на Балканот, југоиспањан или Косово според новите извештаи. Дали мислите дека има надеж дека може би во
Македонија ќе се избави со овие работи или дека имаме некогаш подобра? Така. Да, ова се резултатите од последниот индекс на Transparency. Македонија е сега на 93-то место, ако има некоја надеж е тоа што сме биле 107-мо место предходно, значи има за 14 места скок, меѓутоа во однос на поените тоа не е многу, има само 2 поени додадени на вредноста на оценката со која што се оценува индексот. И данес става се уште на последно место во регионот, меѓутоа ако добро забележав, кај сите земји од регионот е забележан пад, освен раст кај Македонија и кај Босна и Херцеговина, меѓутоа ова е навистина далеко од она што сме биле предходните, односно 2014 година, мислам дека бевме најдобро рангирани на 62-трето место и далеку сме барем од посакуваните 50 на поени на скалата од 0 до 100, кои што овозможуваат некаква перспектива понатака на државата и ја ставаат во земите на кои што се просперитетни во однос на справување и спречување на корупцијата. Ова подобрување е понатака за анализа, да се види на што се должи, веројатно најмногу, барем така и колегите од Transparency International Македонија кажаа дека се должи пред се не на борбата на институциите или на власта, туку на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа веќе има период за дискусија и анализа за подобрувањата. Справувањето со корупцијата е системско прашање, системска борба и не зависи од една личност, не зависи од една институција, а зависи од сите, зависи од нас како граѓански сектор исто така, особено тоа колку ние може да придонесеме во јакнење на свеста за справување со корупцијата. И всушност нашето последно истражување кое што се вика систем за следење на корупција и се заснова не само на перцепција, туку и на виктимизација, односно на реалната корупција, резултатите не се воопшто добри. Од неколку клучни аспекти јас ќе истакнам, а тоа е отпорноста на корупција. Во Македонија речиси нема отпор на корупција, а тоа значи доколку ви побарале подкуп, граѓаните даваат подкуп или не ја пријавуваат корупцијата. Над 90% од оние кои што учествувале во коруптивни активности како граѓани на кои што им бил побаран, например, подкуп, еден основен вид на корупција, не го пријавуваат тоа. Потоа, исто така е за размислување и за анализа, особено за понатамошна акција, тоа што и крајно разочарувачки, тоа што младите се најтолерантни кон корупцијата. За цели 12% поени се потолерантни од просекот на останатите возрастни групи. Зборувам за младите 18 до 29 години. Иако кај овие луѓе не се гледа отпор кон корупцијата, тогаш навистина имаме сериозен проблем во државата, односно ни престои сериозна работа на сите да малку повеќе придонесеме кон поинакво разбирање на младата популација во однос на корупцијата. И последното за истакнување од тој извештај кој што го издадовме во март 2018 година е дека граѓаните се уште очекуваат притисок од институциите од државата, коруптивни притисоци од институциите односно од државата, и овој очекуван притисок е големи 87%. Тоа значи дека навистина многу големо мнозинство од јавноста не само што не очекува дека државата ќе ги подобри условите на живење, тоа значи и намалување на корупцијата, туку и очекуваат големен притисок. И ние уште истиот момент кога ги добивме податоците и на самата конференција истакнавме дека ова престои голема работа, меѓутоа пред се на владата, затоа што нели влада која што ги обзнани како опозиција бомбите, која што толку многу корупција и јави во однос на претходното владење, би требало малку повеќе да работи на борбата против корупцијата или да информира за ситуациите кои што значат подобрување и справување со корупцијата. Цивил медија